Мобилната мрежа од пета генерација, позната како 5G, представува технолошка револуција и ќе има значајно влијание врз нашиот животен стил, носејќи не во нова ера. Но системите за незино функционирање дополнително го поделија светот, наместо да го поврзат. Покрај теориите на заговор дека преку мрежата се шири коронавирусот, некои земји, особено Соединетите држави, се сомневаат дека системите од кинеските компании можат да и помогнат на Кина во прислушувањето на западните мрежи. Македонските граѓани, иако секојдневно преку социјалните мрежи се изложени на секакви теории за штетноста на безбедноста на 5G мрежата, сепак сметаат дека напредокот не може да биде запрен. Побрзата мрежа, според експертите, ќе биде неопходна и поради пандемијата на COVID-19. На социјалните мрежи во последно време има поплава од коментари и написи за штетноста на 5G мрежата, но најголем дел од овие информации доаѓаат по правило од недоволно проверени или испитани извори. Се појавија тврдења дека петата генерација на бежични телекомуникацијски врски лошо делува на живите организми, а некои одат толку далеко што сугерираат дека од зрачењето на оваа мрежа угинуваат птиците. Радио Слободна Европа се обиде да ги слушне размислувањата на случајните минувачи во центарот на Скопје, помисла за имплементација на 5G мрежата кај нас. Искрено не сум доволно информиран за да ви кажам некое мое објективно мислење. Имам чуено само дека е штетна, дека е некој светски заговор и така работа, али сепак мислам дека како технологија дека би помогнало. Треба да оди напред општеството и што да мислам другото, аз е веројатно систем некој кој треба да дојде и тоа е. Друго што да мислам. Има приказни дека е некои несакани последици, меѓутоа не знам уште. Рекла казала, како за короната, има, нема. Е така, истото и за 5G технологијата. Филип Симеонов, експерт за сајбер безбедност, оценува дека со 5G мрежата технологијата оди напред. Тој вели дека изградбата на национален систем за бежична поврзаност ќе обезбеди значително подобрување на квалитетот на корисничкото искуство, не само поради зголемена брзина, туку и поради можност за пренос на големи податоци, проширување на палетата на продажни услуги, како и подобрување на севкупниот квалитет на живот. Работата од дома се повеќе станува известна и се повеќе зачестува и секојдневниот и брз начин на живење и работење ќе побарува поголем пренос на податоци и информации за технологијата и ќе биде од круцијално значење за обезбедување на сигурна и безбедна врска помеѓу самите комитенти, самите компании и држави и слично. Симеонов вели дека податок од 1 мегабајт кој 4G мрежата го пренесла за 1 секунда, 5G мрежата може да го пренесе за помалку од 0,001 секунда. Стручњаците ги отфрлаат тврдењата дека 5G мрежата носи ризици по здравјето и објаснуваат дека наум треба да се има од фреквенциите кои користи 5G мрежата, во основа воопшто не се разликуваат од фреквенцијата која ја користи 4G мрежата. Според сите аналитичи, научници и стручна јавност, 5G мрежата и покрај моќта која поседува и брзината што ќе ја возможи за корисниците, сепак се збори дека е безбедна за користење пред се за човековото здравје. Затоа што работи на некој фреквентен опсек од околу 26 ГГц и има неионизирачко зрачење, што значи дека не е штетно по човековото здравје. А Македонија веќе стана дел од 5G мрежата. На 23 октомври, кога премиерот Зоран Заев со представник на Стејт департментот во Скопје потпиша меморандум за разбирање за безбедност на 5G технологии. Со потпишувањето на договорот со САД, Македонија се приклучи на 27-те од 30 земји членки на НАТО како дел од чистата 5G мрежа. Програмата Чиста мрежа, според американскиот Стејт департмент, е сеопфатен пристап на американската администрација за заштита на имотот на нацијата, вклучувајќи ја тука приватноста на граѓаните како и најчувствителните информации на компаниите од упати на злонамерни актери, како што беше истакнато од Кинеската комунистичка партија. А во изминатиот период француската влада почна да дели договори за распоредување на 5G мрежата. Во меѓувреме, владата мака-мачи да ги увери французите во врска со безопасноста од изложување на овие бранови. Тука не станува збор само за она по здравјето на луѓето,
туку и за она од евентуалната изложеност на нивната приватност. Француските мобилни оператори платија на државата скоро 2,8 милиарди евра за првиот блок 5G фреквенции на аукцијата одржана пред неколку недели, а најголемиот удел го доби поранешниот државен монопол Оранж. Пуштени беа на продажба 11 неискористени блокови на фреквенции со цел ултрабрзата технологија да биде достапна во некои француски градови до крајот на оваа година. И покрај страхувањата кај дел од населението, потикнати од разните заговори за оваа мрежа, од тоа дека со неа луѓето ќе бидат повеќе контролирани, до наводите дека 5G го шири коронавирусот. Затоа владата планира посебна кампања. Државниот секретар за дигитална технологија Седрик О вели: Si certains à ce titre veulent réguler notre consommation de données par les infrastructures, alors il faut assumer et dire qu'ils sont aussi contre le déploiement de la fibre et de la 4G. Четирите оператори веќе платија по 350 милиони евра за спектар од 50 МГц на расположливите обсези на фреквенции и можеат да надеваат за поголеми делови што ќе ги подобрат перформансите и покриеноста на мрежата. Најавена и нова аукција за позиционирање, бидејќи слотовите поблиску до центарот на фреквентниот обсек се помалку подложни на пречки од други уреди. Nous souhaitons toutefois, malgré le fait que la France soit le seul pays européen à mener autant de tests, renforcer les contrôles et réassurer les Français sur la question de l'exposition aux ondes. Et je présenterai donc, dans les semaines qui viennent, un plan de contrôle spécifiquement dédié à la 5G pour faire en sorte que tous les Français, par le truchement de leurs élus ou par le truchement des associations, puissent faire en sorte de demander des contrôles pour vérifier que l'exposition aux ondes n'augmente pas significativement. Петата генерација е наследник на технологијата 4G, ветува радикално побрз пренос на податоци, најавувајќи големи промени во низа производи и услуги од самоуправувани автомобили до операции оддалеку. Шведскиот Ериксон и финската Nokia треба да имаат корист од големите трошоци за промовирање на мрежата 5G, откако Франција воведе големи ограничувања за користење опрема од кинескиот гигант Huawei. Неколку влади, особено на Соединетите држави, се сомневаат дека компанијата може да ја помогне на Кина во прислушувањето на западните мрежи. 5G или мобилната мрежа од пета генерација представува технолошка револуција и ќе има значително влијание врз нашиот животен стил, придвижувајќи не во нова ера. Додека 4G се заснува на употреба на подолги бранови, 5G користи милиметарски бранови, супер високи фреквенции, кои се способни дури за 10 пати да ја зголемат брзината. Резултат, нема повеќе прекини додека гледате видео, бидејќи преземањето на датотека од 1 гигабајт ќе трае само неколку секунди, за разлика од неколку минути со 4G. Големото ветување за 5G е виртуелно исчезнување на латентноста или доцнењето преку испраќањето и примањето информации. Ова ќе овозможи развој на така наречено електронско лекување, паметни градови во многу сфери, собирање на отпад, например, зголемена употреба на автономни и поврзани возила и дигитализација на фабриките. 5G ќе резултира и со експлозија во генерирање на податоци и затоа прашањата за безбедноста ќе бидат на високо место на агендата. Особено што архитектурата на мрежата 5G е потешко да се заштити од незиниот претходник. Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа се отворени за вашите коментари, ставови и мислења во врска со безбедноста на новата 5G технологија. Пријатно!